Читањето е моќ. Ова веруваме го знаат сите. Преку читањето се релаксираме, учиме, се надградуваме, многу од нас се опуштаат, добиваат нови идеи, ја исполнуваат својата имагинација, се инспирираат. Многуми на читањето го сметаат како време поминато за себе и не се далеку од вистината. Денес во приказна ќе зборуваме за развивањето на оваа вештина кај нашите деца. Ана Голешка-Джикова во рамки на проектот Млади европски приказни, ИЕС, кофинансиран од програмата Креативна Европа на Европската Унија, одржува низа креативни работилници наменети за идните најмлади читатели. За мене како читател и како автор и како родител, можноста да влезам во книжарница и да изберам повеќе книги и на македонски или сеедно преведени од други јазици е апсолутно позитивно и добре дојдено, бидејќи ми отвара можност да се чувствам покомотна во изборот што ќе го направам, во тоа што гледам дека има се повеќе теми кои што се битни за новите генерации, за новите деца. И од гледна точка на читател ми е тоа возбудливо, од гледна точка на автор па ми е предизвикувачки, затоа што и мене ме става во една визура да и јас размислувам кои се темите со кои што новите деца се занимаваат, што нив ги интересира, дали треба нешто ново да се измисли, за да тоа стигне до нив да допре, а пак да биде нека универзална вредност. Детската литература во земјава е во силен цуд. Нови автори, се повеќе нови наслови, се повеќе издавачки куќи заинтересирани за публикации за најмалата публика. На што се должи прогресот? Па мислам дека најмногу на тоа што ни е потребно во нашето обкружување и во нашава книжевна сфера, таков тип на книжевност, затоа што сите некако очигледно по одредено време сваќаме дека децата, односно новите генерации што доаѓаат, треба да имаат книги на македонски јазик, треба да читаат на македонски јазик и оние приказни кои што постојат во народното творештво, кои што се стари или фолклорни, може да добијат еден нов тек, една нова боја. Мислам дека е многу важно тоа што се појавија и места каде што можат луѓето да дојдат и да побараат македонска детска книжевност. Воопшто литературата на македонски за деца некако добива пробив и исто така важно е за самите деца кои што веќе влегуваат во тој свет на читатели, односно веќе го учат јазикот и почнуваат да читаат на македонски, да им се понуди литература која што е од ова поднебие, затоа што ние можеме нели да читаме бајки кои што се од светски автори, меѓутоа е важно и домашната книжевност да се биде застапена. Ана пишува приказни стих, бидејќи вели дека така полесно се впиваат зборовите, но и полесно се привлекува вниманието на детето. Јас како човек кој што се занимава и со музика генерално, значи сакам музика и сум била дел од некакви музички комбинации, многу ми е важно во тоа што го пишувам да има певливост и да има некаков збор или барем тип на форма во пишувањето, која што ќе ги води децата кон едно полесно запамтување или олеснување на процесот на читање. Моите книги конкретно бидејќи се за деца на возраст меѓу да речеме од 3 до 6. Најчесто според мене родителот треба да им ги чита во тие мали стихови, во таа една форма на стихотворба, за тоа и поблиску да биде до децата, меѓутоа истовремено да ги научи на тип на читање, бидејќи јас растев со таков тип на поезија, да речам, за деца. И некако природно и мене ми легна тој тип на пишување, иако не значи дека ќе трае, може ќе се смени, но и со Веселата зграда, и со Лисичката плетачка и Лепчето што расте, тоа се моите 3 книги за деца. Во сите 3 има рима и во сите 3 има ритам, баш заради потребата музикалноста да излезе од нив и да го пренесе тоа што го сакам на најдобар начин. Ако му читате на детето, и тоа ќе сака се повеќе да чита и да другарува со книгата, вели за крај Голешка-Джикова. Образованието во случајов и едукацијата за читање се примарни, кога детето веќе станува свесно за светот околу себе, книгите треба да му бидат исто како што му се играчките. Јас тоа кажувам често дека за мене како дете да добијам книга беше на вистина феноменална можност. Јас се радував кога ќе ми ја донесе, например, не знам, за твојот роден ден или бајки од Грим или не знам, митови од
Грција или римски митови. Значи, многу е важно на детето да му бидат книгите на дофат не само како инструмент за да се описмени, туку и како патека во која што потоа ќе си ги открива сопствените афинитети, ќе го интересираат можеби различни приказни. Еден од најубавите начини да им се помогне на дечињата од предшколска возраст да ја стекнат свесноста за околината, во процесот кога се обликува нивната љубопитност, е да прочитаат убава книга, да разговараат за неа и да креираат инспирирани од неа. Токму она што Ана го прави на нејзините работилници. Читањето на детето уште од најрана возраст е многу важно за неговиот развој. Истражувањата покажуваат дека на децата на кои им читале од најрана возраст се развивале побрзо, покажуваат поголем интерес за животната средина, подобро комуницираат, брзо учат и тоа е директно поврзано со нивните успеси во иднина. Читањето е клучна вештина за децата бидејќи помага во развојот на нивните јазични вештини и во описменувањето. Читањето помага да се продолжи вниманието кај децата и ја подобрува нивната способност да размислуваат јасно. Како вештина им помага на децата за совладување на училишни предмети во состав на образовниот процес. Кај децата, кога читаат, тие стекнуваат и дополнителни вештини, односно им се подобрува имагинацијата, односно кога ќе прочитат некоја приказна, тие можат сето тоа да си го пресликаат во својата глава и да ја направат приказната според некоја своја шема. Им се подобрува самодовербата, односно кога ќе научат да читат, тие секој пат потоа можат да добиваат повеќе информации од нештата кои ги читаат околу нив. Им се подобруваат ораторските вештини, бидејќи кога ќе почнат да читат веќе знаат и како се изговара истото и секако им се зголемува и вокабуларот, односно постојано учат нови зборови. Им се подобрува концентрацијата, бидејќи кога читаат мора да се фокусираат, а тоа знаеме колку е голем проблем во денешницата обкружена со технологија. Им се подобрува исто така и дисциплината, бидејќи кога ќе почнат да читаат една книга, знаат дека тоа постојано треба да го прават за да се заврши приказната. Им се подобрува логиката, бидејќи знаат дека сега секоја буква е еднаква на некој звук и секако им се подобруваат и комуникацијските вештини со другите. Учењето на читањето започнува дома, долго пред детето да тргне во училиште. Многу рано децата почнуваат да ги учат гласовите од говорниот јазик кога ги слушаат другите во семејството како зборуваат, се смеат и пеат, и кога одговараат на гласовите кои се дел од нивното опкружување. Децата почнуваат да го разбираат писмениот јазик кога слушаат како возрастните им читаат приказни и ги гледаат возрастните како читаат списанија, весници и книги. Децата едноставно прават она што гледаат што прават родителите. Нормално, ако родителите не читаат, нема да читаат децата. Така и се роди идејата да најдеме начин како да ја потикнеме љубовта кај децата кон читањето. Читањето е еден од најсложените процеси умствени кои што воопшто постојат и тоа е нешто што не може да се направи на сила, како и ниедна друга работа. Значи, ништо со сила наметнато не вродува со плод, така и децата ако со сила ги натерате да читаат, само ќе создадете отпор. Многу е важно децата уште од најрана возраст да ги учиме дека приказните имаат почеток, главен дел и крај. И тоа е структурата што го потикнува нашиот мозок да размислува редоследно, поврзувајќи ги причините, последиците и значењата. Во активноста на читањето се вклучени повеќе делови од мозокот. Најпрво тоа е визуелниот кортекс, кој што им помага на децата да ги увидат зборовите и буквите како што се напишани. Потоа ја имаме овде активната меморија, преку која што децата можат да научат да ги пресликаат зборовите во звуци и како тие би изгледале. Потоа го имаме темпоралниот лобус, кој што им помага при распознавање на фонемите. Ја имаме зоната на Брока, која што им помага во производство на говорот и разбирање на истиот тој говор. И ја имаме белата материја во мозокот, во која што се прават конекциите помеѓу двете хемисфери. И секој пат кога ќе читаат децата, се прави едно обликување на мозокот и се повеќе се зајакнуваат поврзаноста помеѓу двете хемисфери, што значи преведено дека тие се побрзо можат да го разберат оно што им се зборува, но и по-добро можат да го сватат и полесно контекстот кој што го читаат.
Многу е важно оваа вештина да се совлада во детската возраст, поради што и се препорачува родителите да им читаат на своите деца уште додека се бебиња. Возраста помеѓу 18 месеци и 3 години е највлијателен период во учењето на јазикот. Родителите може да ги поттикнат своите деца да читаат повеќе, со тоа што ќе им читаат уште кога тие ќе се мали, односно кога ќе не можат да го направат тоа за себе. Афирмативниот пристап е еден од најважните и клучни моменти преку кои како родители ја пренесуваме желбата за читање. Децата треба да ги гледаат родителите секојдневно како земаат книга в рака и посветуваат одредено време на читање. Така ќе ја подобрат и врската помеѓу родителот и детето. Кога постојано ќе им раскажуваат приказни за своите омилени книги и децата ќе можат сето тоа да го замислат во својата имагинација, но и потоа кога ќе ги тераат децата да им прераскажуваат на родителите тоа што го имаат прочитано, бидејќи со повторувањето тие ќе можат да го запомнат тоа кое што го имаат прочитано и секако постојано да ги охрабруваат и да ги наградуваат кога детето ќе почне да чита или кога ќе заврши некоја книга, за тоа дејствие да се повторува натаму се повеќе. Читањето не збогатува со зголемување на нашето разбирање за другите култури, но и ни помага да научиме да сочувствуваме. Научните истражувања откриваат дека квалитетот и квантитетот на заедничкото читање во раното детство влијае на богатиот речник на децата до 4 години подоцна, пред да тргнат во училиште. Кога на децата им се чита додека се уште се бебиња, тоа влијае на нивната способност за читање во иднина, а читањето во наредните години значително ја развива писменоста воопшто. Мора со пример најпрво. Детето треба да го види родителот дека чита и да има таа култура во самиот дом за потоа да стане и самиот читател. Ако ја нема културата во домот, тогаш треба училиштето, односно учителката и библиотекарката од училиштето да го наметне тоа и секако на трето место доаѓаат библиотеките. И треба само да се секој дете и секој човек треба да си ја најде книгата која ќе му ја вроди љубовта кон читањето, односно кога ќе се случи тој клик на поврзување, кога вистинската книга ќе ви дојде во рацете во вистинскиот момент и ќе сватите каков цела палета на светови се отвара, какво прибежиште и среќа носи читањето и радост, тогаш ќе станете читател за секогаш. Со цел да го поттикне развивањето на читачките вештини во нашата земја, Фондацијата Ѓорги Марјановиќ започна иницијатива во поттикнување на љубовта кон читањето кај децата. Како да ја поттикнеме љубовта на еден од најприродните можни начини, тоа е со изложување на приказни. Односно, оно што го прават родителите најчесто или што треба да го прават е да им читаат пред спиење, во момент кога децата се подготвуваат за заспивање. Една од најдобрите работи што води кон стекнување на љубов кон читањето е да им се чита пред спиење. Сега, во ситуација кога и самите родители не читаат, идејата всушност беше многу едноставна, а тоа е да снимиме читања на извадоци од книги соодветни за возраста на децата од страна на студенти, например, на драмски факултет, глумци искусни, кои што се и самите родители, кои што би сакале волонтерски да учествуваат во овој проект, да земат учество во читање на вакви извадоци од книги во форма на аудиозаписи, кои што подоцна, откако ќе бидат поставени да речеме на YouTube, ќе бидат употребени од страна на родителите. Тоа нема да биде раскажување, односно читање на целот приказно до крај, туку до одреден интересен дел и целта е тука да детето се остави во исчекување, значи нема да му се каже како завршила приказната, туку ќе се остави во исчекување, да се поттикне љубопитноста, да евентуално и самото се фати во одреден момент за книга и да дознае како завршува приказната. Еден од начините кои што ги користеше и татко ми кога јас бев мало дете, на таков начин ја поттикна љубопитноста, кај мене љубовта кон читањето и сега тоа е оној рецепт кој што ние практично ќе го употребиме за наоѓање начин да поттикнеме љубовта. Освен тоа, планот е да создадеме цела една библиотека на ресурси
кои што ќе ги користат родителите, со цел на подигање на свесноста кај нив за важноста од читањето. Зошто е читањето важен процес? Во проектот ќе бидат вклучени од една страна библиотекари, кои што ќе ни препорачаат книги за читање, ќе ни достават примероци, дали во скенирана форма или во оригинална на реверс, за да ги употребиме во процесот на снимање. Снимањето ќе го направиме во соработка со Факултетот за драмски уметности, каде што ќе бидат вклучени нивни студенти во снимање на овие аудиозаписи. Исто така ќе бидат вклучени издавачките куќи, кои што очигледно имаат интерес, нали, да се зголеми читачката публика. Тие исто така ќе ни достават книги од кои што ќе бидат употребени за читање на извадоци од тие книги. Се разбира, ќе бидат вклучени тука и психолозите со покана да учествуваат во пишување на стручни статии, напишани на разбирлив начин за родителите. Ќе бидат вклучени наставниците, кои што истите овие материјали ќе може да ги употребат за време на часови по македонски јазик. Зошто е важно читањето да го развиеме како вештина кај децата? Читањето е важно бидејќи е прво облик на комуникација кој овозможува да комуницираат младите со писателите. А писателите уште од најстари времиња имаат што да соопштат, а секако е важно бидејќи ја градат таа култура на разбирање на другиот. Првите книги се секако сликовниците, каде што се преплетува сликата и текстот, а во секојдневната комуникација секако дека ние комуницираме и преку она што го кажуваме, меѓутоа многу значаен дел и визуелниот дел. Така што читањето всушност кај младите е читање на слики, декодирање на пораки и секако читање на она што е соопштено преку писмото. А писмото е секако едно од најголемите цивилизацијски достигнувања. И книгата е медиум еднакво како што се и медиумите со кои што живееме и комуницираме ден денес. Да, книгата е еден од најстарите практично медиуми. Овозможува во известно време да бидеме сами со книгата, што и во денешно време на вистина е многу значајно да се издвои време. Книгата е во принцип спор медиум, за разлика од дигиталните медиуми, каде што инстантно се менуваат содржините и бара на вистина едно подолготрајно внимание. Затоа и кај децата и кај возрастните се разбира, книгата е еден начин да се сосредотечиме на една содржина подолго време, што е на вистина многу битно. Исто така книгата ја развива фантазијата, затоа за децата и за младите е нешто што е од непроценливо значење. Многу научни истражувања покажуваат дека родителите имаат клучна улога како рол модели. Ако читаат, ќе читаат и децата, но се случува да има и исклучоци. Колку е важно таа улога на рол модели сепак да постои кај децата со цел да ја развијат уште од најмлада возраст таа своја вештина? Добро, родителите се првите практично посредници меѓу светот на книжевноста или на книгата и децата. Децата се разбира прво слушаат и всушност децата подсетуваат и на детството на човештвото. Пред појавата на писмото со милениуми литературата се пренесувала преку слушање. Дури и со појавата на писмото еден долг период, се до појавата на Гутенберговата галаксија, значи се до печатењето на книгите во Ренесансата, книгите биле врвен луксус. Ги поседувале на вистина, се броеле на прсти луѓето што можеле да поседуваат книги. Значи доминантен облик на рецепција на книжевноста со милениум и по појавата на писмото било слушањето на да речеме на епските, на епопеите или гледањето на драмските текстови, нивната изведба во амфитеатрите и така натаму. Така што и децата од родителите практично влегуваат во тој свет прво слушајќи ги сказните, бајките, басните, слушајќи ги песните и така натаму
и секако дека ако веќе зборуваме за некаков модел, доколку родителите читаат, многу се поголеми шансите и тие да го преземат тој облик на, односно родителите треба да им го откријат тој свет. Потоа живееме во многу динамично време. Знаеме дека и родителите денеска многу малку време имаат за читање, но драгоцено е доколку го покажат својот пример на новите поколенија. Живееме во дигитално време и глобално се чини дека вештините за читањето од најмала возраст веќе стануваат малку проблематични. Како да се справиме со тој проблем? Видете, бидејќи зборуваме за читање, секако и во дигиталната доба ние многу читаме. Ги читаме сега весниците, но содржините се толку динамични, толку многу содржини едновремено сакаме, нели? Една жет за информации. Човекот бил од секогаш љубопитно суштество, човекот од секогаш сакал да чуе приказни, да биде и дел од приказни, но денеска медиумите и ги трансформираат приказните од претходните епохи во нови облици на раскажување. Тоа воопшто не е лошо, меѓутоа сепак она класична испечатена книга, се разбира денеска, таа постои во повеќе агрегатни состојби, условно кажано, нели, како дигитална книга, како книга за слушање, аудио книга и така натаму. Сето тоа дава еден посебен облик на рецепција и тоа воопшто не е лошо, нели? Секако дека секој облик на читање е значаен, меѓутоа што е она што е сепак битно, да се задржи подолго време вниманието на содржината. Дигиталните медиуми обично бараат скокање од една во друга содржина, а книгата еве да речеме еден роман од 300 страници бара да одвоиме во текот еве на еден ден или на една недела повеќе часови во кои ништо друго нема да правиме, нели? И тоа е навистина едно време кое треба да се инвестира, меѓутоа секако таа инвестиција повеќекратно му се враќа на читателот. Ни треба ли во таа насока ревизија на задолжителната лектири, од причина што често пати многу деца создаваат некаков отпор кон читање на задолжителни лектири? Добро, тоа е едно големо прашање, нели? Кога самиот збор кога ќе чуеме задолжително, може некој да каже дека тоа самото тоа, нели, обично велат забранетото е посладко и така натаму. Секако дека зошто се битни лектирите, оние што ги нарекуваме задолжителни, но концептот исто така е многу интересен кога се препорачуваат и поголем број на дела кои на младите читатели им се препорачуваат, нели, отворени листи. Тие секогаш треба се има предвид што е тоа што е ново на да речеме која е таа понуда на нови изданија за деца и млади. Последниве години мислам дека со радост може да констатираме дека македонските млади читатели имаат навистина многу поголем избор. Зборувам и за најмладите читатели кои што туку влегуваат во царството на книгата, па се до младите. Навистина има и преведени, исто има и голем број автори кои се посветуваат на литературата за децата, значи има и избор. Мислам дека тука е многу битна улогата, до сега зборувавме за родителите, секако и на наставниците, да ги охрабруваат да ги читаат и тие книги, но и други книги, книги кои можеби не се на листата на задолжителни лектири, но можеби ќе го пробудат уште повеќе интересот кај младите читатели. Колку можеби дискусијата еве со наставниците или со другарчињата може да биде поттик во насока на дополнително читање? Да, секако тука е исклучително битно во процесот на наставата да се модерираат разговори. Тука мислам исто така и на книжевните клубови кои може да се гледаат и надвор од редовната настава. Тие се исто така многу битни за младите читатели. Токму во овој простор цела година имавме читателски клуб и за возрастни читатели. Секако дека најдрагоцено е кога ќе се сподели читателското искуство и кога ќе се соочат различни визури на читање на еден ист текст. И тука модераторската, но инструктивната улога на наставниците е исклучително битна, со оглед на тоа што тие можат да ги упатат на некои аспекти, но многу е битно и да се сослуша
автентичното доживување на секој млад читател. Младите читатели секако дека имаат еден отворен ум, имаат навистина љубопитство и можат да согледаат и да продрат во делото на еден многу автентичен и на многу непосреден начин. Би сакала да ги споменеме и библиотеките како важна карика, важна алка во целиот процес на развивањето на вештините, на читањето како вештина кај децата. Колку е важна во таа насока културата кон посетување на библиотеките? Библиотеките се исклучително битни. Не само јавните библиотеки, прво од нив мора да тргнеме, тие се центарот каде што училишните библиотеки, градските библиотеки, општинските и така натаму. Сите оние библиотеки кои имаат фонд на книги во кој прво секако дека за различна возраст се сортирани тамо книгите и така натаму, но многу се битни и личните библиотеки. Голема инвестиција всушност родителите би направиле со секоја нова, се разбира, внимателно одбрана книга за своето дете. Децата треба да имаат своја библиотека уште од што се вели уште пред да почнат да читаат. Сликовници кои ги читаат исклучиво преку слики, па потоа да се мотивираат и самите да почнат да си градат своја библиотека. Умберто Еко е познат како еден вака, да речеме, екземпларен случај, нели, неговата огромна библиотека, многу често го прашувале дали сите тие книги кои тој ги поседувал ги има прочитано и тој дал еден многу значаен одговор дека тој е еден огромен капитал на информации, нели, книгите ни се тука за да им се навратиме. Добрата книга се чита и повеќе пати. Дури може да се тестираме самите оние книги кои ни се особено значајни, да ги читаме и повеќе пати, како и нашиот капацитет да продреме во светот на тие дела се менува. Примерот на Полска може да послужи како добра основа не само во Македонија, туку и низ останатите земји во регионот. Како успешно и одлично може да се стимулира читањето кај децата уште од најмала возраст. Полското Министерство за култура и национално наследство ја поддржало кампањата Мала книга, голема личност на Полскиот институт во Полска. Целта на оваа кампања е промовирање на придобивките од заедничкото читање во семејството, уште од првите месеци од животот на детето. Before this national program started, there were other initiatives, and the first one in Poland was in 2010 in the city of Wrocław, where the public library adopted the British idea of attracting children to reading books. And actually, my wife, working at the public library in Wrocław, was the one who brought this idea into Poland. Реализацијата тече низ неколку фази. Во склоп на првата, секој новороденче добива пакет за читање, со избор на песни за деца, како и брошура за родители во која преку илустрации се укажува на важноста на читањето во детскиот развој. Every year, over 300,000 packages are delivered to newborns. We are talking about the first stage of the national program. At the same time, about 200,000 packages are distributed among preschoolers. And the packages for preschoolers are available in public libraries all over the country. And there are I would say 6,700 libraries are taking part in this program. Во наредната фаза ги опфаќа децата кои треба да го започнат своето предучилишно образование, односно возраста од 3 до 6 години. Во рамките на оваа фаза се поттикнуваат родителите често да ги посетуваат библиотеките и да читаат со своите деца на дневна основа. Секое дете кое ќе дојде во библиотека која е дел од овој проект добива подарок книга и читачка картичка. Со позајмувањето на една книга за деца, децата се стекнуваат со налепница. Во Полска има повеќе од 6600 библиотеки низ целата земја,
во кои учениците од предучилишна возраст можат да позајмуваат книги. Третата фаза е наменета за децата кои почнуваат основно училиште. Од 2020 година, секој ученик кој започнува прво оделение добива книга што содржи избор од најдобрите класични текстови од полски автори за оваа возрастна група. Идејата на оваа фаза е децата да научат самостојно да читаат. And the third stage of the program and the stage group of the stage target group, third target group, there are kids who are going to school. And this stage is dedicated to primary schools, and schools similarly to public libraries are participating in the project. And also several 100,000 packages are delivered, and this time teachers are working with children. So you can say that the kid has contact with the book from the very, very beginning with parents, continuing with their first teachers, and we are hoping that they will also continue their travel with book, with the journey with book through their adult life. Во рамките на оваа програма се дистрибуирани 4 милиони читачки пакети за новороденчиња, деца од предучилишна возраст и ученици. The campaign is financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage. It's a financial support, but there are also some other supporters, like celebrities who take part in promoting the action, and of course animators, teachers, librarians, because you have to add also their passion, their energy and their hard work. Кажи езда добра книга е мотото на проектот Млади европски приказни Young European Stories, кој што е проект кој што е кофинансиран од програмата Креативна Европа на Европската унија и од Министерството за култура. Проектот почна минатата година. Тоа е 3-годишен проект во кој што ние ќе преведеме, издадеме, дистрибуираме и промовираме 12 книги за деца, кои што ќе бидат преводи од европски јазици на македонски. Но исто така ние во проектот имаме и партнери кои што се од 3 земји, тоа се Германија, Хрватска и Србија. И во рамки на тој проект ќе се преведат уште 2 книги од македонски на хрватски, од македонски на германски, односно веќе на германски е преведена мојот роман за деца Звезда, мрак и суштиствата од Страшкоград, кој што го направивме заедно со илустраторката Нита Муча, а хрватското издание на истиот го очекуваме наскоро, така што имаме превод не само на македонски, туку и од македонски на други јазици. Овие книги кои што ќе ги промовираме во Македонија, досега веќе излегоа 4, се наменети за 3 различни целни групи. Значи едната е деца од предучилишна и рано училишна возраст, другото е да речеме деца од онаа предтинејџерска возраст, значи 10 до 12, 14 и така. И третото е тинејџери, односно млади. Значи токму во проектот ЕС сега промовиравме неколку сликовници кои што иако се тие сликовници, тие повеќе им зборуваат на родителите, одошто им зборуваат на децата. Значи родителите ќе го читаат он еден слој кој што децата можеби нема веднаш да го разберат. Значи имаме сликовница која што е за социјални разлики и каде што ние многу јасно до родителите ја пренесуваме пораката да тие се трудат децата да не разликуваат помеѓу некој кој што има или некој кој што нема и да не го отфрлаат оној кој што е помалку среќен, да речем. Или имаме сликовница која што се занимава со тема деменција, значи ние тоа досега јас не сум сретнала на нашиот пазар таква тема. А е навистина тоа е еден чекор и тоа го прави на многу суптилен начин со еден крај кој што е позитивен, но тоа е многу важно да ги спреми децата за нешто што можеби утре е неминовност. Па пред се главниот мит е дека е таа само за деца. Значи, вистински добрата литература за деца
е литература која што, како што реков, им се обраќа и на возрастните. А исто така, други митови се оние каде што, нели, битно е детето да чита книгата каква идеја. Не, многу е важно како изгледа книгата. Значи, детето никогаш нема да одбере книга која што нема атрактивна корица, атрактивна илустрација, бидејќи тоа е, да речам, уште еден јазик преку кој што книгата им се обраќа на децата. Па, освен тоа што ние сакаме да ги промовираме европските автори, да ги промовираме јазиците и делата од овие земји, бидејќи повеќето од овие земји се, да речам, слични како нас, тоа се мали јазици. Тоа е еден израз кој што го користи Креативна Европа, значи ние преведуваме од романски, од унгарски, од шведски, од норвешки, значи од јазици кои што не се толку многу застапени кај нас. И едниот дел е тој, да се промовираат делата и авторите. Дел од авторите ќе дојдат и тука во Македонија, дури некои ги очекуваме сега во јуни на нашиот фестивал, тоа е ЕС фестивал. Но покрај тоа, секоја од овие книги во проектот не е, да речам, некоја само обична забавна книга за деца или за млади, туку сите тие обработуваат некои релевантни теми за овие генерации денешни. Или релевантни теми кои што ние сакаме тие генерации да ги, да речам, некои релевантни приказни кои што тие треба да ги сватат и потоа да ги промовираат тие вредности. Значи, имаме сликовница за многу мали деца која што е за климатски промени. Имаме доста сликовници или романи кои што се занимаваат со инклузија, со булинг, со родова еднаквост. Децата кои не читаат освен кога мораат се 4 пати побројни во споредба со ситуацијата пред 40 години, практично 1/3. Читањето од задоволство е еден од најважните предуслови за успех во образованието, а само 14% од децата го прават тоа секој ден. Дигиталното време носи многу предизвици во поглед на читањето кај децата. Ова не е тренд кој почнува сега, но резултатите за жал стануваат се полоши. Тоа е добро прашање, особено актуелно деновиве, откако се повеќе луѓе стануваат свесни со резултатите, со последиците од нечитањето, со резултатите од истражувањето на PISA кои што говорат дека нашите деца се на дното во читање со разбирање. И тоа е резултат на немањето на култура на читање, што особено сериозен проблем, особено во ситуација кога и самите родители не читаат. Ова прашање на читањето и како децата засакуваат читање, како се раѓа љубовта, е прашање кое што го имам истражувано многу одамна и оно што имам откриено е дека, што очигледно, дека за љубовта кон читањето се заслужни родителите. Тие се тие кои што ги пренесуваат тие вредности на своите деца. Интернационалните анализи за читање покажуваат резултати кои бараат итна реакција. Имено, македонските ученици од 4-то одделение покажале подпросечен резултат во читање. На табелата од 43 земји, македонските ученици од 4-то одделение се пласираа на 34-то место во светски рамки. Од поранешната СФРЈ Словенија е на 23-то место, Србија на 26-то, а веднаш зад неа е Албанија со 513 поени. Полоши од нас во читање се учениците од Косово кои се на 38-то место. Во истражувањето првото место по читање го имаат децата од Сингапур со 587 поени, а во првата десетка од регионот е соседна Бугарија. Македонските 4-то одделенци освоиле 442 поени и се под просекот од 500 поени по кое е извршено рангирањето. Девојчињата во 4-то одделение имале повисок просечен резултат од момчињата со предност од 25 поени. Читачката култура е социјален феномен кој се развивал низ времето. Во развојот на читањето, библиотеките имаат многу важна улога.
Верувате, и тука децата уживаат, кога ќе дојдат буквално не сакаат да си одат. Меѓутоа треба да се влијае и на наставниците и на родителите, мора да се направи едно вмрежување, бидејќи сите заедно треба да работиме на подобрување на читачката култура и создавање на навика за читањето. И кај нас, но и во светски рамки, дел од просветните работници, но и библиотекарите се обидуваат да ги стимулираат децата да читаат преку организирање надпревари, организирање на читачки клубови, беџови за најдобри читачи. Реновираниот оддел за литература за деца беше отворен на 78-миот роден ден на библиотеката на 25 ноември минатата година. И на наша големо задоволство имаме многу убава реакција од најмладите посетители. Започнавме со редовна програма во детскиот оддел, која работиме заедно во соработка со издавачките куќи, со кои имаме склучено меморандуми за соработка. Исто така за посета на тие работилници сме вмрежени со основните училишта и со градинките. И тие навистина покажаа многу голем интерес. Можам да кажам дека имаме листа на чекање за следната работилница, кој да дојде, ги бираме децата според возраста која се обработува во книгата. Ни гостуваат писатели и илустратори од книгите и тие ги анимираат децата со специјални активности со кои се помага да се донесе книгата и читањето поблиску до децата. Планираме да отвориме и програма за најмладите од 0 до 3 како бејби програм, кој ќе вклучува мајки со бебиња, бидејќи сметаме дека навиката за читање се создава во скутот на родителот. И од тука сакаме да воведеме цела низа на активности кои ќе ги натераат да дојдат повторно, бидејќи многу е лесно да ги повикаш и да дојдат еднаш, меѓутоа треба да се работи на создавањето на навика и култура на изнајмување и враќање на книгите како културно добро за сите граѓани. Анализите во светот покажуваат дека социјалните промени кои ги диктира технологијата ги модифицираат потребите за читање. Па така младите денес сакаат да читаат пократки текстови, научна фантастика, фантазија, детективски приказни, популарни научни текстови и кратки извадоци. Роденденот на најпознатиот писател на бајки во светот, Ханс Кристијан Андерсен, 2 април од 1967 се слави како светски ден за литературата за деца. Во минатото, библиомобилите биле превозни средства кои ја носеле литературата до самиот праг на домовите. Нивната мисија била да ги обезбедат со книги оддалечените села и градски населби кои немале библиотеки. Првиот библиомобил се верува дека се појавил во Варингтон, Англија, во доцните 1850-ти. Тоа бил Пајтон и во него биле складирани 12.000 книги во текот на првата година. Со цел да се справи со ниските стапки на писменост во Кенија, владата создала библиотека составена од 9 камили кои носеле книги во селата. Камилите патувале 4 дена во неделата, овозможувајќи им книги на номадските народи во регионот. Во првиот стадиум, услугата била фокусирана исклучиво на деца. Авантурите на Том Сойер на Марк Твен се сметаат за првиот роман напишан на машина за пишување. Првата книга што се продала во повеќе од 1 милион примероци била Колибата на Чичко Том на Харијат Бичер Стоу, првпат објавена во 1852 година. Читањето е интимно доживување кое ја прави посилна, незаменливата врска помеѓу родителите и децата. Веруваме дека поуките кои ги донесовме денес во приказна ќе ви бидат од корист. Довидување!